Економијата повторно растеше како и во 2007 и во 2008 со стапка помеѓу 5 и 6%. Порасна и платите во јавниот сектор за нови 10%. Но не ги заборавивме пензионерите. И ним во неколку наврати им ги зголемиве пензиите. 2008 беше година на големи очекувања. Полека почнуваат да се гледаат ефектите од реформите. Две успешни години, 2006 и 2007, и речиси 20 години чекање на подобро утре, ја направија оваа година на големи очекувања. 2008 година беше година која требаше да ја приведе кон крајот и да ја заврши мачната транзиција која ги иснемошти македонците. Значи, имаше владата визија, значи, за поголем раст и имаше стратегија, што претходно ние не сме имале прилика да видиме точна стратегија како и визија и со кои конкретни мерки. Оние проекти за формирање компании, за кредитирање на предприемачи во стартап бизниси, да речеме, до 3000 евра, па групирање на 5, па добивање кредит од 15 до 20.000 евра, па можност за инвестиции, тоа предизвика исто така внимание. Стапката за пензиско осигурување од 21,2% се намалува на 15%. Стапката за здравствено осигурување од 9,2% на 6%. Првите месеци од годината владата продолжи со политиките на зголемување на платите и пензиите, продолжи со успешните резултати во борбата против невработеноста. До крајот на годината, значи во услови кога веќе, како што реков, се чувствуваа предизвиците од светската економска криза, Република Македонија успеа да ја намали невработеноста на 33,5%. Со оглед на тоа што сакаше да постигне оваа влада, сметам јас поени со таа намера краткорочно да постигне раст, ги зголеми платите и пензиите и практично се зголемија платите над продуктивноста. Се зголеми платежната способност на македонското население. Со самото тоа и со проектот за бруто плата, и со проектот односно со покачување на платите на државната администрација и со покачување на пензиите, македонското население го зголеми својот стандард. Се разбира, и цените на производите растеа, но не во тој домен колку што растеа тогаш платите и пензиите. И јас за мене ќе кажам дека една од најдобрите работи што ги направи оваа влада и што суштински на долг рок веројатно постави една нова база, една нова константа, која веројатно кој да е влада во иднината ќе мора да го продолжи да го реализира, тоа се мерките и системот на интервенции во земјоделското производство кај земјоделската база, преку системот на субвенционирање на производството. Навистина тука се дадоа веројатно многу резултати со оглед на тоа дека многу граѓани се вратија на фармерскиот бизнис, својата екзистенција најдоа во тој тип на работење. Invest in Macedonia, where everything comes into place. Владата во делот на политиките продолжи уште на почетокот на 2008 година со намалување на царините, за некаде до 10% се намалија царините на голем број производи и репроматеријали. Се воведе едно шалтерскиот систем на царинското работење, значи за да може да се олесни транспортот на стоки и услуги. Знаете како косовија се чука од врата на врата да се добие дозвола, а овдека веќе немаме директен контакт или хартија помеѓу корисниците и давателите на услуги, што значи дека би требало да оди побрзо,
би требало да иде почисто, со намалени, како да кажем, различни кочења од различни институции. Се намали ДДВ за комуналните услуги од 18 на 5%, значи во контекст на политиките за намалување на даноците, и Македонија продолжи да бележи добри резултати во делот на реформите за подобрување на бизнис климата. Некаде во таа година успеавме да се спуштиме од она почетно 96-то место на вкупната листа на Doing Business на некаде 71-то место, значи цели 25 места подобрување за само 2 години имавме во тој дел. It's time to cut costs. There's a place in Europe with a tradition of excellence. 0% tax on retained earnings, 10% corporate and personal income tax, skilled workforce, €430 average gross monthly salary. Кампањата Invest in Macedonia е една од најважните кампањи до сега Македонија што ја спровела. Ние добивме како стопанственици инпут или реакции на странските партнери каде може да инвестираат и дали може да инвестираат во Македонија, кои се поволностите под кои што може да инвестираат во Македонија и така натаму. Гарнитурата што беше на власт, добра идеја, имаше програма во која што беше зацртано за привлекување на странски инвестиции. Се вложија големи пари, се дадоа владини реклами, се направија големи бенефиции за тие што ќе вложат во државата. Но од тоа можам да кажам дека моделот на Ташковиќ не беше успешен, веројатно тоа е до категоријата на човекот и човек кој што не живеел во Република Македонија воопшто, додека ангажманот на Веле Самак се покажа како доста поуспешен од тој што е на Глигор Ташковиќ. Странските директни инвестиции во 2008 година беа на второ највисоко ниво од 400 милиони евра, односно 6% од БДП. Во оваа насока делуваше и финансирањето на економијата преку банкарските кредити, што имаше влијание врз интензитетот и структурата на економскиот раст. Направивме крупни исчекори, меѓутоа треба уште многу, бидејќи за тој период на време, колку сте од 12 на 13 години, вие не можете да извршите и револуција и еволуција. Револуција во свеста на луѓето, да се ослободат од самоуправувањето, да престанат од државата, а тоа сме сите ние, да бараат решавање на нивните деловни проблеми, во смисла на пласман на производство, било да се работи за земјоделие, каде што треба помош, но не треба владата да биде главниот купец на вишоците, создадени заради непланско производство. Таа година, подпредседателот на владата на Република Македонија Зоран Ставрески председаваше со генералните собранија на Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд. Ова беше голема чест за Македонија, која како мала земја добива висока функција. По неколку неуспешни тендери, во 2008-та, израелската компанија за развој на недвижнини Gazit Globe за скоро 20 милиони евра го купи имотот АД Алумина во стечај. Инвеститорот на земјиштето на оваа поранешна фабрика во првата фаза планира изградба на модерен и луксузен трговски центар G-Mall Скопје, а во втората на 2 деловни висококатници, за што ќе бидат вложени над 80 милиони евра. Со продажбата се обезбедени и средства за намирување на обврските за заостанати плати и неплатени здравствено и пензиско осигурување на околу 700 поранешни работници од Алумина. Есента, пред почетокот на кризата во Република Македонија, беше потпишан договорот за концесија со турската компанија ТАФ, со кој турските инвеститори ги добиваат под концесија аеродромите во Скопје и Охрид за период од 20 години, со обврска да инвестираат во нивна модернизација, зголемување на капацитетот за прием на патници и продолжување на пистите, со што ќе се овозможи слетување на авиони кои летаат на интерконтинентални дестинации. Исто така, новиот инвеститор се обврзува да изгради нов карго аеродром во Штип во наредните 10 години. Вкупната инвестиција се проценува на околу 200 милиони евра. Во 2008-та продолжи интензивната изградба и реконструкција на патиштата. Светска банка одобри кредит за обнова и реконструкција на локалните и регионалните патни правци во Македонија во висина од 35 милиони евра, додека уште 35 милиони евра
се предвидени за општините и реконструкција на околу 200 локални патишта. Реализацијата на овие проекти во патната инфраструктура делуваше контрациклично врз економијата во услови на криза. На 7 јануари се случи вистинско спортско чудо во Македонија. Имено, иако во тој момент функционираше само еден затворен базен Младост, нашата ватерполо репрезентација за прв пат во својата историја обезбеди пласман на Европско првенство, што се одржа во Малага, Шпанија, од 4 до 13 јули истата година. Местото меѓу 12 екипи во Малага го осигуравме со победите против Белорусија 19-5 и Холандија 9-7. Но во последниот меч загубивме од русите со 10-8. Ве молам да оддадеме последна почит со минут молчење на починатиот прв премиер на Република Македонија, господин Клюсев. Слава. На 16 јануари почина првиот премиер на независна Македонија, академик Никола Клюсев. Тој беше една од најзначајните личности која го обликуваше изгледот на нашата млада држава. Во времето на експертската влада од 1991-та, која тој ја предводеше, беше удрен темелот на македонската државност. Под негово раководство, под извонредно тешки услови, беа воспоставени институциите на државниот апарат. Беше воведен и денарот како македонска национална валута, која подеднакво како името, химната и грбот беше обележје на самостојна Македонија. Владата на Клюсев ја формираше и армијата на Република Македонија, врз база на чии заслуги и напредок, меѓу другото, се очекуваше и поканата за членство во НАТО. И ќе одиме во изнаоѓање такви решења што ќе бидат во полза на општата добровит на секој нејзин граѓанин, за да може утре во мир, среќно и побогато да живее. На 31 јануари, составање на светите мошти од Свети Климент Охридски, како и печат на Македонската православна црква во нејзиниот олтар, во центарот на Скопје, беше осветена возобновената катедрална црква, раѓање на Пресвета Богородица. Ктитор на обновениот храм беше тогашниот скопски градоначалник Трифун Костовски. Старата црква била осветена во 1835 година, а во 1944 година била запалена и изгорена од страна на бугарската фашистичка војска. За војската не постојат помалку или повеќе ризични мисии. Во хеликоптерската несреќа која се случи поради тешките временски услови и технички проблеми, животот го загубија 11 припадници на македонските безбедносни сили. На тој ден се случи на вистина една голема трагедија, која не ги погоди само припадниците на армијата, туку и граѓаните на Република Македонија. Трагедија која се разликува од сите претходни, заради тоа што згасна животите на 11 млади припадници на армијата, прекрасни луѓе, врвни професионалци и веројатно најголема трагедија за нивните семејства. Тие учествуваа во мисијата Алтеа на Европската Унија за одржување на стабилноста во Босна и Херцеговина, кон која својот придонес го даде и Република Македонија, како држава која во својот најдобар интерес го има мирот во регионот. Со ден на жалост, нацијата се збогуваше и им оддаде почит на починатите, чии животи беа посветени на заштитата на нашата држава. Морам да кажам дека кога се извршуваат одредени мисии и задачи, не само во армијата, туку во било која друга организација, секогаш постои ризикот да се случат и одредени непредвидени работи, а дури овака трагични настани. И ова би го гледал во еден, можеби, друг контекст, дека со положувањето на животите на припадниците на армијата во оваа хеликоптерска несреќа, на некој начин Република Македонија плати и цената за своите определби да биде полноправна членка на НАТО
она што е жртва која поднесуваат и многу други држави на својот пат кон интегративните процеси. Тоа не значи дека се потребни жртви да се постигне некоја цел, меѓутоа во секојдневниот живот не се исклучуваат и такви настани. Она што е уште повеќе болно е тоа што таа трагедија се случи на неколку километри од аеродромот Петровец, каде што требаше да се заврши нивното учество во мисијата во Босна и Херцеговина. Како минуваа годините, Република Македонија континуирано напредуваше и од година в година исполнуваше се поголем дел од условите поставени за стекнување на полноправно членство во ЕУ и НАТО. Она што во претходните месеци беше дел од прогнози на експертите и познавачи на областа, конечно беше потврдено на почетокот на 2008 година, кога веќе и од официјалните представници на Алијансата пристигнуваа извештаи и информации, според кои на предстојниот самит на НАТО, кој требаше да се одржи во април во главниот град на Романија, Букурешт, ќе биде испратена покана до Македонија за пристапување кон воениот сојуз. Ваквите најави, иако очекувани, беа дочекани со општо задоволство во Република Македонија. Очекуваме дека тоа ќе биде уште еден камен на канторот на македонскиот успех во приближувањето кон НАТО. Македонија го заслужува членството во НАТО, дека реформите кои што се спроведуваат се добри и дека во секој случај очекуваме позитивен одговор. Потврдата за напредокот од надворешните фактори го потврди и домашниот впечаток, дека спроведените реформи вродуваат со плод и дека преземените чекори ја водат државата во вистинската и посакувана насока. Конгресот на САД силно ги поддржува аспирациите на Македонија за членство во НАТО. Го препознава големиот прогрес постигнат во многу области од акциониот план за членство, економијата и политичките прашања, како и се друго што е потребно за апликацијата за членство. Би рекол дека таа порака беше во рамките на очекуваното. Она што го предвидувавме. Значи најбитно е тоа што Соединетите американски држави остануваат силни поддржувачи на следниот круг на проширување на алијансата. И исто така е многу битно за нас што Република Македонија ја гледаат од нивна страна како една од потенцијалните земји кандидатки за членство. Најавите од Соединетите американски држави за пролетниот бран на проширување на алијансата беа особено остро дочекани од нашиот јужен сосед. Иако од сите инволвирани страни беше очекувано Грција да се противи на одлуката за доделување на покана за Македонија, постоеше и верување, особено помеѓу американската администрација, дека таа нема да оди до крај со ваквиот став и да го доведе во прашање успехот на Букурешкиот самит. Изминатите години се донесени многу сериозни и осетливи одлуки кои се однесуваат на нашето учество со припадници на армијата надвор од Република Македонија. Осетливи и сериозни затоа што по прв пат припадници на армијата во самостојна Република Македонија се најдоа во можност и добија доверба да излезат и од границите на Република Македонија и да покажат колку вредат, што знаат и што умеат. Основа на секој успех е посветеноста и дисциплината. Република Македонија беше посветена, принципијална држава и храбро влезе во реформите кои беа предвидени согласно сите МАП циклуси. Благодарение на таквиот пристап, денес ние имаме армија за која со гордост можеме да кажеме дека е армија која е на некој начин и стожер на одбраната на и коалиционен партнер во Авганистан и сојузник во борбата против тероризмот. Јас никогаш не сум имал никакво двумење, напротив сум имал голема верба во офицерите, подофицерите и професионалните војници, дека кога ќе заминат во мисија надвор од Република Македонија, достојно ќе ја представуваат Република Македонија. И тие во многу голема мерка придонесоа за Република Македонија да се дознае многу повеќе надвор. Покажа Македонија дека од 2001 дека како држава увозник на безбедноста, практично стана извозник на таа безбедност и тоа на толку далеки простори. Околу 140 медали нашите припадници на армијата добија за нашето учество во мисијата Слобода за Ирак, директно од нашите американски партнери. Околу 1500 медали и признанија
нашите мировници добија од представниците на Обединетите нации. Мислам и сметам дека ниеден граѓанин Република Македонија нема од што да се срами, туку напротив треба да бидат сите горди за она што они го направија во изминатите години за интересите на Република Македонија. Во делот на одбранбените реформи сметам дека го завршивме најголемиот дел од работите, меѓутоа реформите не се процес кој завршува, тоа не е дестинација на која треба да се стигне, тоа е едно патување каде што секогаш се појавуваат нови работи, каде што секогаш има потреба да се прилагодуваме на новите околности и во овој момент Република Македонија е позитивен пример за успешни реформи кога се работи за нашите аспирации за членство во НАТО. Нашите македонски војници покажуваат огромен професионализам, високо се почитувани и од ирачките колеги, и од сите други армии. Секако дека улогата на нашите сили, особено во Авганистан, беше изворено силна и особено ценета од страни на натократите или НАТО дипломатите, но и на секој посетител, затоа што силите на Република Македонија, значи безбедносните сили, го обезбедува патот од аеродромот до центарот во Кабул и практично тие беа првите НАТО сили при секое слетување на некоја делегација од Соединените Американски држави и од други држави, така што нашето знаме, нашите луѓе, нашите војници беа еден вид бренд. Припадниците на еден од контингентите на почетокот на мисијата учествува во заробувањето на еден од 52 најбарани воени лидери на бившата ирачка армија, кои популарно беа представени на шпил карти, а потоа и се раскажуваат тие приказни, меѓутоа ние навистина во тој момент и ден денеска сме горди на тоа што тие заедно со нивните пријатели и партнери го направија во тој момент. Наистина се чувствував горд и како македонец, но и како министер за одбрана на Република Македонија, кога, например, командантот на силите на ИСАФ мисијата, првиот човек поставен од НАТО во Авганистан, кажуваше со најубави зборови за македонските војници. Во една прилика ме пречека и ми рече благодарам што се чувствувам сигурен, затоа што на прва борбена линија оние кои го чуват командантот на ИСАФ мисијата во Авганистан се точно македонските војници. И во неколку разговори и со тогашниот државен секретар на Соединетите Американски држави, исто така и со генералниот секретар на Алијансата, Шефер, и со други повеќе значени министри, сите ги пофалија македонските сили и тоа е една гордост за секој дипломат. Да се прошири влијанието на Алијансата во уште еден регион во Европа, прашање од голема важност за НАТО, доколку се земат предвид и пошироките геополитички услови во светот. Реакциите на грчките весници, кои следуваа, прогнозираа голема офанзива на грчката држава која има за цел да го оневозможи за членувањето на Македонија во организацијата, по секоја цена и без да се бираат средства, доколку спорот за уставното име на државата не биде решен. Постоја разни типови на лобирање на Грција, купување на оружје од одредени влијателни земји со цел да се одоброволат во поддршката на грчкиот став. Паралелно на тоа, над нас на некој начин висеше како меч во воздухот заканата на Грција, на Караманлис, премиерот во тоа време, дека доколку не се изнајде трајно решение за проблемот со името што тие го наметнаа, тие ќе не блокираат во НАТО. Нема решение, нема покана. Или ако нема решение, нема покана. Или на грчки, ми лиси, ми проклиси. Медиумите почнаа активно да го разработуваат планот на Грција, да го употреби правото на вето и со тоа да изнуди попустливост и решение од Македонија.
Во бројни статии на грчките весници беше дадена оценката дека Атина не е ни малку задоволна од цврстиот став на Соединетите Американски држави, проширувањето да оди по определениот тек и дека земјата нема да се помири со оваа одлука на единствената преостаната светска суперсила. Веќе во НАТО се развиваат две сценарија за прием само на Хрватска, едно сценарио и за прием на сите три членки на Јадранската група. Ние мора да го направиме она што треба да го направиме за да им помогнеме на нашите стратешки сојузници американците да истуркаат нашата кандидатура. Дали ќе надвладее разумот, стратешките интереси на земјите од НАТО блокот и постигнувањата на Македонија, или пак ќе успеат грчките планови за саботажа на нашето зачленување во организацијата. Македонија ги исполни сите потребни услови, предуслови, реформи, модернизации, проекти кои што беа потребни и кои што се бара и од другите земји за да станат членки на НАТО. Нашето раководство одржа консултации со сите политички лидери во присуство на председател Црвенковски и на премиерот Груевски на 28 и донесе неколку заклучока, од кои што главниот заклучок беше, цитирам точно, после 15 годишно преговарање околу разликите за името, Република Македонија овој предлог на Нимиц од 25. март 2008 година го смета за конечен, што практички значеше прифаќање на решенијата кои што нормално треба да се допеглуваат, доработуваат и така натаму. Тоа беше неговиот предлог на место на Фиром. Значи Фиром да се замени со Република Македонија во заграда Скопје. Во текот на тој првиот ден, попладнето ми беше јавено дека канцеларот на Германија, Ангела Меркел, сака да се слушне телефонски со мене, таа се уште не беше пристигната во Букурешт, и дека дал нов предлог, а тоа е Република Скопје, Македонија. Јас веднаш ја одговорив дека тој предлог нема да биде прифатлив за нас и за мнозинството граѓани. Веројатно, поради тоа вчера постигнавме клучен компромис за тоа дека нема да постои ни една област во Европа каде што би недостигала безбедност. Тие очекувања беа толку силни и толку поттикнати од медиумите што вечерта кога ми се јавуваа новинари од Скопје да ме прашаат што има ново и кога јас им кажував дека веројатно како стојат работите ќе имаме блокада, не ми веруваа. Потоа кога ги прашав зошто и продолжија со вести дека Македонија ќе биде примена. Вестите во Скопје одеа, Македонија утре ќе биде примена. Со нас разговараат, ние викаме, уја, не е ништо сигурно, дури поизвестно е дека нема да биде примена. Еве, овде сме во Букурешт, некако вестиве не се баш. Не, вие изгледа сакате, тоа ми го кажа од една телевизија, вие изгледа сакате да ги испуштите очекувањата, па после да има едно позитивно изненадување. Викаме, дај Боже да е така. Америка со нетрпение го очекува денот кога алијансата ќе ги прими сите народи од Балканот, вклучувајќи и Македонија. Голема надеж ни даде што во исто време додека ние разговаравме, Џорџ Буш, председателот на Америка, одржа говор во парламентот на Романија, кој што беше пренесен на романските телевизии, беше пренесен и на нашите телевизии, во кој што децидно кажа дека Америка донесе стратешка одлука во Букурешт да бидат примени во членство Хрватска, Албанија и Македонија. Бидејќи тој Џорџ Буш доби голем шамар, председател на САД, кој што изричито се залагаше, ти дојш контра тај одрук, или требаш да си луд, или стварно треба твојата фотелја, мислам за Караманли, за толку многу ти значи. И видовме што им се случи на грците. НАТО треба да ги интензивира работата со Македонија за да осигура дека НАТО навистина го очекува денот кога Македонија ќе стане членка на Атлантскиот сојуз. Се надевав дека да имаме 3 покане, меѓутоа постои прашањето со името. И тоа е таква е ситуацијата и не можам ништо да кажам повеќе или помалку од ова, освен тоа е тоа и можам да замислам дека ова е големо разочарување. Најлошото можно сценарио за Република Македонија. Како земја не ја добивме поканата за членство и покрај тоа што сите членки
Тука морам да споменам сите, значи без исклучок и на Грција, јавно се произнесува дека нашата земја ги исполнува сите базични критериуми и стандарди за полноправно членство во НАТО алијансата. Значи не се оспорува подготвеноста на земјата. Тоа што остана како последица се зголеми чувството кај македонецот дека не треба да попушти во тој спор, дека не треба да дозволи под присила, под уцена да презема чекори во однос на името на државата. Искрено многу сум разочарана и мислам дека заслужуваме да бидеме во НАТО и заслужувавме, меѓутоа сега ќе видиме. Волем те не ме праши, тешко ми е да зборам неправилно и са тешко ми е да ви кажем право. Требаше да напримат, али грци, као грци, дај да не псувам, ај извинувам. Па до пред 2 дена бев оптимист, искрено кажано, сега некако спласнав. Подобро се што не примија, затоа што грците испаднаа толку наивни и они сами себе си створија свој проблем. Баш ми е жал, можда и премногу се надевавме, али тоа е тоа. Грците од секој биле против нас. Општа фарса, кај што има сила нема правда. Тоа е тоа. Не е фер сепак од имна страна. Мислите дека е неправда? Неправдата голема. Ќе се исправи, сигурно. Ова е една голема неправда, какви што сме ги имале многу во историјата на нашиот народ и на нашата држава, меѓутоа тоа чувство на разочараност и тоа чувство за неправичност не сме да не измести од основниот курс и од остварувањето на нашите стратешки определби и не сме да не парализира. Неуспехот во Букурешт, заедно со чувството на неправда нанесена на цел еден народ, направи македонците за прв пат во историјата на независна Република Македонија да демонстрираат дотогаш невидено единство и слога. Сите граѓани непоколебливо застанаа во одбрана на името и идентитетот и заедно ја испратија најсилната порака од самитот. Македонија е најголемиот приоритет на македонците. Мислам дека има и добра работа од ветото. Прво, ние за прв пат добивме покана. Значи, поканата имаме, но таа е условена со решавање на името. Значи, не треба нов самит, не треба ништо. Досега немавме ни покана. Сега имаме покана. Одма кога ќе решиме името со грците, ние веднаш стануваме членка на НАТО. Безпредметни се таков тип на дилеми, дали Грција стави вето на македонското членство во НАТО, да. Во Букурешт го нарекле тоа вето или некако поинако, ние бевме спречени да станеме членка на НАТО благодарение на Грција и благодарение на лобирањето на Грција. Самитот на НАТО беше пораз за нас. На 15 април, со помош на неколкумина домашни и странски донатори, македонскиот виртуоз на пијано Симон Трпчески на подарок доби концертно пијано од марката Steinway, кое го промовираше во прес-центарот на Скопски саем. Локацијата за промоција на инструментот не беше случајна, зашто токму на Скопското сајмиште во Метрополис арената на 23 април по повод великденските празници, Симон Трпчески одржа солистички концерт кога за прв пат настапуваше на своето ново пијано. Имам чест и задоволство да го објавам датумот на предвремените парламентарни избори 2008. Неполни 10 дена по случувањата на самитот на НАТО во Букурешт беше донесена одлука за самораспуштање на Собранието на Република Македонија. Зад одржувањето на предвремени парламентарни избори, први во историјата на Република Македонија, може да се најдат неколку барања. Најголемото барање беше граѓаните да се изјаснат за политиката која ја водеше досегашната влада, предводена од ВМРО ДПМН, во однос на преговорите за името со Република Грција. 2 дена премиерот се движеше низ ходниците на Македонското собрание и немаше трунка храброст да влезе во салата, да се обрати пред избраните пратеници, избрани од страна на народот на Република Македонија, и да ги соочи со своите аргументи. И ако некој прашува зошто превремени избори, одговорот е заради тоа, заради кочењето на парламентот,
свесното кочење на реформите, заради партиските интереси на опозиционите партии. И крајно време е да престанат да ги заплашуваат граѓаните со разни сценарии. Кога се објави идејата за превремени избори, СДСМ беше против превремени избори, категорично, гласно, затоа што знаеа дека ќе изгубат. Имајќи ги предвид критиките кои опозицијата ги упати на сметка на државниот врв за неуспехот во добивањето на покана за членство во НАТО, се создадоа услови, а можеби и потреба, за проверка на довербата, која граѓаните им ја дадоа на Груевски и ВМРО ДПМНЕ. Јас не сум од тие што бега од одговорност. Напротив, фактот дека одиме на избори покажува дека ние се соочуваме со одговорност. Одиме да ги погледнеме граѓаните во очи. Мислењето на јавноста за нови избори беше до одреден степен поделено, но генералниот впечаток беше дека е сосема коректно да му се дозволи на македонскиот електорат да направи нова проценка на патот по кој оди Македонија. Стана јасно, начинот на кој државата ќе ја постави надворешната политика ќе игра голема улога во зачувувањето на националниот идентитет. Собранието беше нефункционално. Собранието наместо да биде реформаторско, да ги прифаќа сите реформи што произлегуваат од подносителите на законите, тоа од владата, собранието еден вид беше кочница. Главната причина за превремените избори беше тоа што како влада бевме во една многу непријатна ситуација затоа што собранието имаше деловник за работа со кој што претениците можеа да говорат до бескрај. И опозицијата тоа до максимум го користеше со цел што подосна да се донесат дел од реформите, верувајќи дека ако се донесат подосна и подосна ќе дојдат ефектите и граѓаните нема да почувствуваат толку позитивни ефекти. И тука ја гледаат својата шанса. Дојде до политички влошувања на односите во коалицијата, кои што се надзираа во 2007. Кажав дека ДПА, да речеме, во неколку наврати објави излегување од влада, па после се предумислуваше. Не сакам ДПА да биде дел од несериозноста на функционирањето на државните институции во овие историски и деликатни моменти за Република Македонија, вели Тачи, објаснувајќи го ставот за излегување од владата. Нема да дозволам, вели партијата, да влезе во радикални и екстремни води. Јас од прилика фигуративно само го вклучувам црвениот семафор да не доаѓаме до сообраќајка. Само тоа правам, ништо друго. Значи, апсолутно не ми паѓа на памет да дозволам партијата да влегува во други води. Екстремни, радикални, од денеска, па секој ден ќе се дистанцираме. Нема никако да поддржуваме такви варијанти и такви идеи. За предвремени избори или нова коалиција, Тачи упатува на, како што вели новиот мандатар. За нова широка коалиција, Тачи вели, ќе видиме, поважен е процесот од техниката. Но потоа дојде до други чекори превземања и од страна на НСДП, чиј лидер почна да разговара со СДСМ. Лидерот на НСДП и денеска одбра да молчи и официјално да не го каже ставот за колумната на подпредседателот на Собранието Иван Анастасовски, во која тој порача дека е време сериозно да се размислува НСДП да ја напушти владата. Главните карактеристики на изборните ветувања беа соочувањата на програмата на СДСМ, која и покрај барањата на политичките опоненти и медиумите не елаборираше како ќе обезбеди забрзан влез во НАТО и ЕУ, и програмата на ВМРО ДПМНЕ, преродба во 100 чекори, надградена и проширена, чиј фокус, како и во 2006 година, се наоѓаше на конкретни мерки за унапредување на животот во Македонија, пред се на бизнис климата во државата. Она што пак беше невообичаено за една предизборна кампања, беше високиот степен на тензии кои преовладуваа во албанскиот политички блок. За разлика од мирниот тек на изборите во регионите на државата со мнозинско македонско население, во општините со доминантно албанско население се случија голем број прекршувања на демократските принципи кои фрлија црна дамка врз целите избори. На 1 јуни се одржа предвремените парламентарни избори, си имаше своји реперкусии на таа напната состојба за само распуштање на парламентот и имаше одредени инциденти кои има, условно да кажам, негативности за целокупната слика во Република Македонија. Тензичната атмосфера која се градеше уште во текот на кампањите кулминираше со убиство на едно лице во Арачиново. Обвинувања за изборни нерегуларности пристигнуваа од двата табора.
ДУИ и ДПА. Ваквите случувања на 1 јунии имаа потенцијал сериозно да го загрозат имиджот на државата, постигнат со макотрпна работа во изминатите години. Како што и можеше да биде очекувано, сериозно ниво на загриженост беше искажано од представниците на ЕУ и НАТО. Нерегуларностите првично беа оценети како незрелост на македонската демократија. Ниту еден, повторувам, ниту еден од резултатите што ќе пристигнат од избирачките места, каде што се случуваше принуда, наследство, полнење кутии или други нерегуларности, а станува збор според поdatоците на ДИК за само 1% од сите избирачки места во Република Македонија. Идниот мандатар и председател на победничката ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски даде предлог за прегласување во спорните изборни единици под силен надзор на безбедносните сили. Навремената и позитивна реакција и желбата за спроведување на дополнително гласање со цел да се заштити демократското право на сите граѓани на територијата на државата беше позитивно оценета од меѓународниот фактор. Исто така, ЕУ и НАТО по дополнителните анализи го оценија проблемот како локализиран, односно, дека изборите генерално биле во согласност со сите меѓународни стандарди, освен во неколкуте места каде беше забележано насилство. Инцидентите не беа повторени и беше избегнат еден голем удар за аспирациите за членство во Европската и Северноатлантската организација. Негативната слика за Македонија се избегна. За јавноста, двете големи партии имаа јасни позиции во однос на името. Ставот на СДСМ и коалицијските партнери беше оценет како помек. Ставот на ВМРО ДПМНЕ беше одреден како позаштитнички кон името и идентитетот на државата и граѓаните. ВМРО ДПМНЕ ја представи идејата за секое идно решение на спорот, конечен суд да дадат граѓаните. Добивме масовна подршка. Од 480.000 гласови, 63 пратеници, убедливо најсилна подршка, односно најголема победа по број на пратеници во историјата на Република Македонија. Коалицијата Сонце беше погумно. Не знам зашто не направи анализа. Ти после Букурешт и тоа расположение, ти да тераш дека треба да осмениме името, тие си знаат. СДСМ го доживеа најголемиот пораз во нивната историја од независноста до тогаш. Од една страна, за државата е добро да има стабилно мнозинство. Бидејќи помалку ќе се случуваат политички кризи, мнозинството може похрабро да влезе во реформи. Веднаш по изборите, ги усвоивме сите оние 150 закони кои што со месеци, некои од нив и година дена чекаа на ред во парламентот. Го сменивме деловникот и овозможивме клима реформите да продолжат. Наред беше формирање на нова влада, која ќе раководи со државата во идните 4 години. Новата македонско-албанска коалиција, наспроти очекувањата, не ја вклучуваше ДПА. Нејзиното место го зазема Демократската унија за интеграција. Со владиниот авион екс-министерот за внатрешни работи пристигна на Скопскиот аеродром Александар Велики. Лично добродојде му посака премиерот Никола Груевски. Аплаузи, овации и скандирање на името на Бошковски. Голем број негови пријатели, поддржувачи и граѓани сака лично да се поздрават со брат Љубе. Благодарам што се обединија толку многу македонци на едно место, со толку љубов и искреност беа првите зборови на Бошковски по пристигнувањето во Скопје, видно потресен од импозантниот пречек. И така само Македонија може да оди напред и да го постигне она што беше мој сон пред 20 години кога се почнав да се бавам со политика интензивно, а тоа е македонско национално единство. Пред аеродромската зграда голем број граѓани и членови на координативното тело и Сдруженијето на бранителите достоинство со музика и со скандирање го пречека екс-министерот за внатрешни работи. Легајќи се пред присутните, Бошковски рече дека во неговиот живот има две големи партии. Едната се Македонската православна црква и ВМРО, а другата е македонскиот народ. Сета своја енергија ќе ја насочам за грижата кон семејството на Јохан Трчуловски. Мора максимално да се трудиме правдата да стигне и за него, бидејќи како што рече, судот во Хаг е праведен. Јас сега имам нова фамилија, фамилијата на нашиот херој, братот Јохан Трчуловски. Градоначалникот на Струмица и подпредседател на опозицијската СДСМ Зоран Заев од синоќа е во истражниот затвор Скопје во Шуто Оризари.
Заев и 5 општински работници се осомничени за злоупотреба на службената положба и овластување околу тендерот и изградбата на градскиот трговски центар Глобал во Струмица, со што ја оштетиле државата за околу 8 милиони евра. Притисок врз независноста на судството и уцена на собранието секогаш кога функционер на СДСМ се товари за кривично дело. Вака ВМРО ДПМН ја коментира одлуката на СДСМ да го напушти законодавниот дом. Според СДСМ, законите во Република Македонија важат за сите, освен за една категорија на граѓани на Македонија, тоа се функционерите на СДСМ. СДСМ останува на својата одлука, додека како што велат власта не го смени своето однесување. Апсењето на Заев е политички мотивиран процес, а нашето действување беше реакција на неправдата, велат од СДСМ. Премиерот Никола Груевски очекува сериозно објаснување од председателот Црвенковски зошто го аболира Зоран Заев. Неговото објаснување дека од политички причини не држи, зашто Заев действуваше локално, вели Груевски. Тој го коментираше чинот на аболиција како еднопартиски, зашто СДСМ и председателот Црвенковски реагираат само за нивните членови. Членовите на ВМРО ДПМН што направиле финансиски криминал не се поштедени и станаа мои непријатели, вели Груевски. Аболицијата за финансиски криминал е преседан, ја урива борбата против корупцијата и отвара други можности за криминално действување. Пред собранието протести на коалицијата Право и правна држава. Со свирежи, транспаренти и извици тие реагираа за непотпишаните укази за законите и за аболицијата на Заев. Со ваквите потези, според нив, Црвенковски го нарушува угледот на државата и кредибилитетот на институциите. Македонските граѓани можеа да видат како Црвенковски од позицијата на која што се наоѓа изминатиот период помилувал изнудувачи на подкуп, промотори на насилство, уништувачи на фабрики, затајувачи на данок, како и луѓе кои злоупотребувале функции на штета на државата. Дали е тоа партиската книжка на Социјалдемократскиот сојуз? Дали условот е пријателството со Бранко Црвенковски? Или пак основен услов е досега непознатата тарифа, тоест сума на пари за дадено помилување? Епилогот од самитот на НАТО во Букурешт ќе има силно политичко влијание. Оценката на политичкиот врв беше дека е потребно да помине одреден период, да спласнат силните емоции, за да може со ладна глава да се одреди како државата ќе реагира на грубото прекршување на времената спогодба од страна на Грција. Експертската јавност веќе дебатираше што би требало да биде следниот чекор на Македонија. Преку колумни во весниците, трибини и консултации, постепено се искристализира една опција, која беше најчесто препорачувана како наредна постапка која треба да ја преземеме. Мнозинството од македонските познавачи на меѓународното право посочуваа кон покренување тужба пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг. На самитот во Букуреш, одлуката за поканата за Република Македонија да се достави од кога ќе биде решено прашањето на името, Грција поверува дека во таа ситуација раководството на Република Македонија ќе биде присилено да го прифати решението од незината црвена национална линија. Соочена со непопустливиот став на Грција, се реши да ја поднесе тужбата против Грција на 17 ноември 2008 година. Неколку дена подоцна се огласи и официјална Атина, која го прифати покренатиот спор без да ја оспори надлежноста на судот, ниту пак точката од времената спогодба, која се наведува дека е прекршена. Факт што беше позитивно оценет од шефот на македонската дипломатија. Кога колешката Дора Бакојани ми се обрати и ми кажа: колега Антонио, ако вие за скоро време не ги прифатите условите кои што ви ги налагаме за затворање на грчко-македонскиот спор, тогаш бидете сигурни, нашите експерти во Министерството за надворешни работи веќе имаат направено проценка за тоа, дека вам ќе ви се случи тешка економска криза. Тоа беше незиното предвидување. Што се бара со тужбата? Со тужбата се бара почитување на основното, базично правило, основниот принцип на меѓународното право, тоа е пакта сунт серванда, почитување на меѓународните договори. Во која што Грција се имаше обврзано, и тоа беше една од ретките нивни отстапки на кои што се согласиле во оваа времена спогодба, да не ја попречуваат нашата земја при поднесување на барање за членство или самото зачленување во меѓународни организации каде што Грција веќе е членка, доколку организацијата ја користи референцата Обединетите нации
за остварување на тоа членство. Со оглед на тоа што судските процеси помеѓу два субјекта на меѓународното право најчесто траат по неколку години, и Македонија и Грција се обврзаа дека ќе продолжат со преговорите под покровителство на Обединетите нации, водени од медијаторот Метју Нимиц, за да не дојде до застој и пролонгиран статус кво во разговорите. Преку доделување на 17 милиони евра на еврејската заедница, Република Македонија целосно ги обештети имотите на македонските евреи, чии живот изгаснаа во концентрационите логори во Втората светска војна. Делот од имотот, кој можеше да биде и физички вратен, и беше предаден на заедницата уште пред неколку години, за компензација на имотите кои или не постојат, или пак не е возможно да се вратат. Од државниот буџет беше издвоена споменатата сума. Средствата кои се наменети за обештетување ќе бидат наменети за изградба на истражувачки центар и музеј на Холокаустот во Скопје. Тој се наоѓа од левата страна на реката Вардар, зад стариот театар, каде што пред да биде згаснато, некогаш се наоѓало старото еврејско маало. Со градењето на овој меморијален центар ќе се обезбеди вечниот спомен на македонските евреи, кои под надзор на бугарските окупатори биле присилени да ги напуштат своите домови во кои никогаш повеќе и не се вратиле. На 30 октомври, во присуство на многу археолози и со звуци од окарината на Драган Даутовски, е отворено неолитското село на археолошкиот локалитет Тумба Маџари. Целта на овој проект е да се даде виртуелен приказ на секојдневието на неолитскиот човек, кој тука живеел од 6200 до 4200 година пред нашата ера, и самиот локалитет е наменет за едукативни програми, за научни цели, но и како туристичка атракција. На 8 октомври беше објавена најновата ранг листа на репрезентации на ФИФА, на која Македонија се најде на дотогаш најуспешното 46-то место. Ова беше најдобар пласман за нашата селекција од влегувањето во ранкингот во мај 1994 година и исто така е за 10 места подобар од минатомесечниот. Овој успех на нашата селекција практично се поклопува со одбележувањето на 15 години од дебитот во Кранј, каде што славевме со 4-1 против Словенија. Во оваа 2008 година, Република Македонија доби уште еден сосед. Од овој момент се менува политичката позиција на Косово. Тоа станува демократска, суверена, независна држава. Моја теза е дека признавањето на Косово, без да се одолговлекува тој чин премногу, беше во државен интерес на Република Македонија. Еве го образложението, како барем ја го гледам. Во Македонија има над половина милион албанци. Нам ни беше важно да не брзаме со одлуката. Република Македонија знае и е свесна дека прашањето за Косово е една свежа рана. Не можам да видам ситуација во пострамковна Македонија, значи со рамковен договор подпишан, во кој Македонија нема да го признава Косово, а 25% од незината популација ќе бидат мирни и ќе речат, па добро, нема проблем. Република Македонија беше една од ретките држави, заедно со Црна Гора, која што имаше граница и со Србија и со Косово, која што имаше и има трговија и со Србија и со Косово, и која што има и лични, и човечки, и роднински врски и со двете земји. И жителите на општина Чучер Сандево го кренаа гласот против независноста на Косово. Им даваме поддршка на нашите браќа Срби и нема да ги оставиме сами. Радикални во своите изјави со символите на српскиот народ, точно напладне се собраа сите во кучевиште. Вие имате објективно една македонска етничка заедница која не гледа со благонаклоност во доминантен број на признавањето на Косово. Па се можеби и се плаши, вели што ако утре задутре тие дојдат овдека и повторно нешто побараат или бараат дел од територија. Че требаше тој страв да се разбие и да им се каже дека признавањето на Косово по автоматизам не значи нов конфликт во Македонија. Признавањето на Косово кај албанците не ги елиминирало чувствата
за подреденост во рамките на нашето општество. Признавањето од македонска страна беше условено, единствено со демаркирањето на границата според договорот со Сојузна република Југославија од 2001 година. Без инциденти согласно со предвидената динамика и според планот на Ахтисари. Генерална оценка од двете страни за досегашниот процес на демаркација на границата. По 2 месеца на терен мешовитата македонска-косовска комисија обележала 85 од 150 километри гранична линија. Министерот Милошовски очекува до крајот на месецот да заврши демаркацијата. Денешните односи помеѓу официјална Приштина и Скопје се добри, во иднина односите ќе бидат уште подобри. Денешните врски се прилично цврсти, во иднина мислам дека ќе се продлабочуваат. Народните избраници предложија на владата да го признае Косово. Заедничкиот став на пратениците албанци е дека земјава ја направи вистинската работа. Тие сите денеска застанаат зад резолуцијата. Со денешната резолуција во Македонија нема победници и губитници. Ние имаме разбирање и за чувствата на нашите сограѓани Срби кои живеат во Македонија. Ги поддржуват луѓето што кажуваат јавно дека ова не е само тесно албански проект. Ова е проект на првин беше проект на пацификација на Балканот, второ на политичка стабилизација и трето на интегрирање на целиот Балкан во тие западни вредности. Србија му го откажа гостоприството на македонскиот амбасадор во Белград Александар Василевски поради одлуката на нашата влада да ја признае независноста на Косово. Имавме размислувања дали на таквиот потек да се одговори реципрочно и од македонска страна, но оценивме дека можеби е подобро да не долеваме масло на огнот. Најтешката политичка задача после тој чин на признавањето на Косово е да успееме да одржиме балансирани односи и со Белград и со Приштина. Мислам дека беше јасно тие тоа одлука која е очекувана и која можеше да се претпостави потек на Белград кој среќа во тој целиот контекст за нас и за другите во регионот беше што во Белград имаше разумно раководство кој реши битката за Косово да ја тера понатаму, како тие ја разбираат, строго низ дипломатски канали. Чи да не употреба ниту еден, например, можеше да се блокира границата. Сметам дека тоа беше соодветна проценка и за релативно кус период од 7-8 месеци успеавме повторно да ги вратиме српско-македонските односи на ниво на една коректна политичка комуникација, а трговската, културната, спортската, меѓучовечката, туристичката соработка никогаш не беше ниту доведена под знак прашалник. По едностранното прогласување независност, тензиите меѓу мнозинските албанци и србите на Косово се закануваат да предизвикаат сериозно нарушување на безбедноста. Европската унија ја повлече својата мисија од северниот дел на Косовска Митровица, каде што живее мнозинско српско население. Да ја посетам за еден интересен момент кој во Македонија не го разбравме. 2004 имаше погром врз србите на Косово, 2004 март. Многу илјади срби беа протерани буквално од тие, значи после Косовската војна 2004 зборува. Еден од најконтроверзните, а во суштина најефикасните потези кои ги направи НАТО на Косово во тој момент е на неколку српски села кои беа изложени на удар на тогашните албански екстремисти, дозволи Косовскиот заштитен корпус да ја преземе одговорноста и да ги штити. Ништо не се случи таму. Грачаница исто така ја штитеа албанци. Знаеа дека ако нешто се случи, дека одговорноста ќе се бара меѓу во нивните редови. Че нема да биде некој американец кабает. Дали има Република Македонија? И треба признавање од демократска, легитимирана и меѓународно призната држава под уставно име, или треба условно кажано признавање како БРМ фирум или веќе не е важно како од една дивља, нелегална, да не кажам се уште не држава. Мој впечаток е дека Македонија ден денес се уште, зборувам за етничкиот македонски политички дел, се уште до крај го нема соджвакано тој факт, дека имаме пети сосед. Меѓутоа, животот ќе го направи тоа неминовно. Ценам дека од економска гледна точка и трговска, тоа беше една добра одлука, бидејќи Косово се покажа во изминатиот период дека за нашите стопанственици е една од регионалните можности, каде што Македонија може да го создава својот економски и трговски суфицит. Од друга страна, политички исто така беше коректно. И факт
дека Македонија има најголем трговски суфицит токму со таа држава. Сите се раѓаме со чиста душа, но само еден носеше звезда на челото. Гласник на мирот, гласник на љубовта, верата, надежта, сплотувањето. И само тој, единствено тој успеваше да не сплоти во неговите песни. Затоа и оваа вечер ќе бидеме единствени, сплотени, овде и насекаде во светот. Најсреќен ке бев доколку ке можев да го најавам лично него овде ка вечерва на бината. Тоа, ете, нема да го доживеам. Но тука се неговите пријатели кои ќе ги испеат неговите песни само за вас и вие заедно со него. И ке крикнеме сите до небо да се чуе, затоа што таму некаде седи и не гледа сега и пее заедно со нас. Поздравете ги сите оние кои вечерва ќе ги испеат песните на Тоше за ваша и негова љубов. Од 2 до 14 декември во Македонија беше одржано Европското првенство во ракомет за жени 2008, на кое триумфираше Норвешка по победата над Шпанија со 34-21 во финалето. Македонија пак, на крајот од својот настап на 8-то Европско првенство за ракометарки, на убедлив начин ја победи Белорусија со резултат од 29-24. Резултат што беше доволен за 7-то место, кое пак е најголем успех во досегашните 4 учества на еврошампионатите.